Ниту поширока меѓународна акција против корупцијата во Македонија нема да помогне многу ако институциите конечно не профункционираат, бидејќи довербата во работата на државниот апарат е на многу ниско ниво. Децидни се бизнисмените. Во квалитетната работа на службениците не веруваат ниту компаниите, ниту пак граѓаните, па затоа и иселувањето било толку големо на ниво на држава. Стопанствениците бараат борбата против корупцијата да биде пожестока за бизнисите да може да опстојат. Мислам дека не е доведен само бизнисот во прашање, туку и обичните граѓани се, гледајте ги анкетите, која е главната причина за иселување на граѓаните од нашава земја. Број 1 е високото ниво на корупција, нефункционирањето на многу редовни служби кои секој граѓанин треба да ги добие. Мислам дека не станува збор дека е ова мерка само за бизнисот, туку многу пошироко. Само елиминирањето на човечкиот фактор и дигитализација на економските процеси можат колку толку да ја намалат корупцијата во земјава, велат бизнисмените. Стопанствениците велат дека процедурите морале да се поедностават и да се одвиваат по електронски пат, за да се спречат на тамошни злоупотреби. Токму корумпираните институции, инспекциски служби, административци, селективните казни, сомнителните тендери, како и слабата доверба во тоа за што и како се трошат собраните пари од граѓаните и фирмите во буџетот, дополнително ја зголемуваат сивата економија. Сметаме дека една од главните причини зошто сме на ова економско ниво и зошто не можеме да напредуваме далеку подинамично во следниот временски период е тоа што корупцијата е на многу високо ниво. За жал гледаме дека одредени функционери го потврдуваат истото, истава констатација потврдуваат, меѓутоа мислам дека нема позначителна реакција или нема одредени чекори да тоа се намали. Иако владата се заложи за намалување на сивата економија, при презентирањето на даночната реформа, бизнисот не слушна конкретни чекори за поригорозни казни за оние што затајуваат данок, зголемување на бројот на даночни инспектори или пак поголеми интерни контроли и ревизии. Според последните проценки за 2020 година, сивата економија во Македонија изнесува над 23% од БДП, односно надминува 2,5 милиарди евра.